Фала ви на вас што ми помагате, на сите ви фала. Навистина така. И почетокот Сега беше... викам на крај кога ќе завршиме, ќе ви поклониме по еден апарат за противпожарна заштита и бесплатен курс и за обука. заштита од пожар. Да, тоа за машкиот дел може не треба, ама за женскиот треба. Добивме многу голема поддршка од општина Карпош, затоа што први ни излегува во пресред. Првата помош стигна од општината, од градоначалникот. Ние сме бескрајно благодарни. Ете и на сите спонзори што се јавија, мислам, еве хумани луѓе што ни помогна. Благодарни сме. Кровот се прави на куќата, за да можеме побрзо да работиме после внатре. Парична помош од општината што е доделена за сите 3 семејства што сме загрозени. Еве работна рака од господинот Столен, што ни се прави кровот, исто така. Други спонзори се, јас не знам кои се точно, меѓутоа сум благодарна на сите. Се надеваме на добро и на побрзо. И уште еднаш голема благодарност до градоначалникот на општината Карпош, до сите што гласаа за да ни се помогне. Еве вака, ние на Југотехника, фирма која екзистира на територија на општина Карпош, и нормално е во вакви едни несреќни случаи да се најдеме на нашите сограѓани и комши, се помогне во најтешките моменти. Ние како фирма земавме врска да го изработиме кровот, така да биде една донација од нас и помош за оштетените луѓе. И понатака ќе видиме доколку има потреба уште нешто ќе помогнеме. Тоа е. Мора да се помагаме ние од нашата општина. Па да, има и други фирми кои екзистираат на општина Карпуш и исто донесува материјал, донира керамиди, донира греди, така да сите помалце ќе се заврши работа у најкраток можен период, да не ги фата дождови, снегови и така натака. Еве со помош на општината се реконструира куќата на нашите сограѓани која што беше опожарена пред недела дена. Сметам дека воопшто не е проблем општина Карпош на сите граѓани кои што ќе им се јави ваков проблем да им помогне. Ние понатака ќе помагаме секаде каде што граѓаните ќе имаат вакви или слични проблеми, покрај она помош што редовно ја даваме на социјални случаеви, на стари изнемоштени лица, на лица тешко болни или пак со тешки хронични болести. Ускокнуваме и со вакви поддршки каде што се јавуваат инцидентни ситуации. Во конкретниот случај се работи за опожарена куќа во која што 3 семејства буквално ги загубија своите домови. Јас се надам дека со помошта на општините и со помош на донаторите кои што дадоа дел од градежниот материјал, дека за неколку дена нашите сограѓани ќе се вратат во своите домови.